представува голема чест да ви го представам нашиот ученички проект и нашите резултати кои што го работевме во Христија. Нашето истражување и активности кои ги спроведовме со дел од големиот европски проект STEAM Learning Ecologies, кој има за цел да не поттикне нас учениците, да учиме преку истражување, соработка и поврзување на знаењата од различни области. Со вистински животни теми и предизвици во соработка со институции и индустрии на училиште. Нашиот проект го насочи како една тема која засега се здравјето и благосостојето. Низ повеќе модули и активности ги истражувавме различните аспекти на здравиот начин на живот, односно физичкото здравје, физичките способности, фитнес-способностите, видот, дигиталната активност и емоционалната благосостојност. Работевме заедно, учевме едни од други, и од експерти и од здравствени институции, како што се Одделението за физичка терапија при клиничка болница Штип и служба за превентива и здравствена заштита за деца од предучилишна и училишна возраст. Со медицински професионалци, кои специјалист доктор Дијана Миланова Коцева и специјалист доктор Николче Костадинов, како и со ученици од Средното медицинско училиште Јане Сандански од Штип. Денес ќе ви ги презентираме резултатите од нашето истражување и нашите препораки. Што можеме сите ние, како млади луѓе, да направиме за да живееме поздраво, просветно и по-богато? Благодариме што сте со нас и да покануваме да следите внимателно. Се надеваме дека ќе ви инспирираме и вас да направите нешто добро за своето здравје. Физичко здравје. Физичките параметри ни помагаат да разбереме како расте и се развива нашето тело и колку нашите навики допринесуваат за здрав организам. Дењето на телесната маса, висината, индекс на телесна маса, белодробниот капацитет и посок премирување овозможува рано откривање на евентуални отстапувања и навремено преземање мери. Овие мерења се поврзани со биолошки содржини како раст и развој на човекот, функции на циркулаторниот и респираторниот систем, важноста на правилна телесна тежина за превенција од болести. Совети и препораки. Биди физички активен секој ден, пешачи, трчај или спортувај. Јади разновидна и здрава храна, избегнувај шеќери и брза храна. Следи ги телесните тежини, висината и белодробниот капацитет редовно. Одржувај правилна положба на телото за здрав крвет и подобро дишење. Пи 8 до 10 часа секоја ноќ за раст и обнова на телото. Препознавај знаци на замор и побарај совет ако е потребно. Балансирај дигитално и физичко време за подобро целосно здравје. Моторички способности. Моторичките способности ни покажуваат колку брзо и прецизно може да се движиме и реагираме. Со мерење на брзината на реакцијата, силата на мускулите на раците, равнотежта и силата на шутите. Откриваме како нашето тело функционира во секојдневни активности. Овие мерења се поврзани со биологија, учиме за нервниот систем, реакции и рефлекси, мускулниот систем, сила и издржливост и значењето на координацијата за нашето здравје и спортски перформанси. Совети и препораки. Брзина на реакција. Вежба игри со брзи реакции, слушај и реагирај на сигнали, зајакнувај концентрација со ментални игри. Сила на мускули, игнорација. Прави скрекови вежби со ластици, користи активности како висење или утирање топли. Равнотежа. Вежбај стоење на една нога, одење по линија, учи јога или пилатес за стабилност. Сила на шут. Јакни нозе со скокање, трчање по скали, ступњеви и слично. Фитнес способностите ја покажуваат физичката подготвеност на нашето тело. Колку брзо се заморуваме, колку може да трчаме и колку типови користи организмот при напор. Тие зависат од сила, издржливост, брзина и сигурност на телото. Добрата физичка форма ни помага да се движиме полесно, да бидеме поздрави и да имаме повеќе енергија во секојдневниот живот. Совети и препораки. Редовно вежбај најмалку 30 минути
зајакне силата, издржливоста, брзината и флексибилноста со разновидни вешти. Одмор е доволно. Телото напредува и се зајакнува кога му дадено време за одмор. Видот е едно од најважните сетива пред човек. Со помош на очите добива информации за одликот, бојата, големината и положената над времето околу нас. Преку видот можеме да се ориентираме во просторот, да се движиме безбедно и да учиме за светот што не обслужува. За здрав вид е важно да се грижиме за очите, да избегнуваме предолго гледање во екрани без пауза и редовно да правиме прегледи кај офталмолог. Совети и препоръки. Прави редовни паузи при работа на компјутер или телефон. Читай на добро осветлени места, за да ги заштитиш очите од напрегника. Поминувај повеќе време на отворено. Ограничи го времето поминато пред екран, особено пред спиење. Носи заштитни очила ако работиш со опасни материјали или си изложен на силна сончева светлина. Јади храна богата со витамини А, С и Е. И исто така посетувај офталмолог барем веднаш годишно. Дигитална активност. Дигиталната активност опфаќа се што правиме на електронските уреди, користење мобилни телефони, компјутери, таблети или играње на конзоли. Иако технологијата ни нуди многу знаење, забава и можности за побрзување, важно е да се внимава колку време поминуваме пред екраните. Балансираното користење на дигиталните уреди е клучно за одржување на физичкото, менталното и социјалното здравје, како и за развој на здрави животни навики. Совети и препоръки. Ограничи го времето пред екран. Постави дневна граница за користење на телефони, таблети и компјутери. Например, не повеќе од 2 часа дневно за забава. Прави редовни паузи на секој 30 до 40 минути користење уред. Направи пауза од 5 до 10 минути за да се одмориш и да ги држиш очите и телото. Биди активен онлайн. Поминувај време на отворено, спортувај или бави се со хоби што не вклучува технологија. Избери квалитетна дигитална содржина. Користи апликација, видеа и игри што припомнуваат учење, креативност или физичка активност. Избегнувај дигитални уреди пред спиење. Исклучи ги уредите најмалку 1 час пред легнување за подобар и поквалитетен сон. Емоционална благосостојба. Емоционалната благосостојба се однесува на тоа како се чувствуваме, како се справуваме со стрес, како ги изразуваме нашите емоции и како градиме односи со другите. Таа е клучна за целокупното здравје, исто како и физичка форма. Кога имаме добра емоционална благосостојба, полесно се справуваме со секојдневните предизвици. Имаме повеќе енергија, подобро учиме и сме посветени во социјалните интеракции. Грижата за менталното здравје започнува уште од младината преку развивање на самодоверба, позитивно размислување и навики за справување со емоциите. Совети и препоръки. Говори за своите емоции. Не ги задржувај чувствата во себе. Разговарај со пријател, родител или наставник кога се чувствуваш тажно, лудо или загрижено. Грижи се за телото. Физичката активност, здравата исхрана и доволниот сон директно влијаат на подобро расположение и енергија. Научи техники за справување со стрес. Длабоко дишење, кратки прошетки или правење на умилени хобија помагаат да се ослободиш од тензијата. Изгради позитивни навики за размислување. Фокусирај се на добрите работи во денот и вежбај благодарност, секојдневно запиши нешто за да се благодарен. Биди љубезен кон себе. Не се обвинувај за грешки. Секој греши, важно е да се учи од нив и да се продолжи понатаму со позитивен став. Ставка презентација
Рачев имавме многу активности кои што вршивме мерења. Комбиниравме биологија, математика и наука за здравјето. Овде можете да погледнете кои се резултатите од нашите истражувања. На кратко имаме и рекордери во однос на тоа колку користат дигитални уреди, ама резултатите ни покажаа дека оние кои што се занимаваат со спортски активности имаат најдобри предности на овие параметри кои што ние ги мериме. Ако нешто сакате, слободно можете. Соработувавме со медицинскиот центар, службата каде што одат учениците на систематски преглед, во физикална терапија исто така бевме, а и ни беа ученици од средното медицинско училиште тука. Еве и сега ми е посебно драго дека 3 ученички кои што беа сега се матурантки наши ученички завршуваат медицина, а се тука со нас и нели благодарност до сите наставници, наставничката Горица и Јулијана кои што нели несебично бе дава поддршка во реализација на активностите на било каков начин и посебно нели до директорката на училиштето која што ни организираше превоз без проблем секаде каде што ќе. Значи ова имате наставниците, ова е проект кој што нагласува или бара соработка на училиштето со институции надвор училиште. Тоа е главната поента, нели од перспектива на наставник. Дали е некои јавни институции или пак индустријски капацитети. Нешто ново, модерно, не дали е добро или не, ама ние еве мислам дека имаме позитивни исходи од сето ова што го изреализираме. Соработка меѓу институциите не браво за децата и дори најголема благодарност. Нели, и покрај тоа што сме ограничени со превоз и со многу други активности, успеавме активно да завршиме се што ни беше планирано, а во е наша завршна активност, промоција на резултатите пред добри практики за нив, како да живеат по начин, како да здраво, да се внимават и една треба да внимават како здрави и растија. Често го зборуваме тоа како теорија, ама мораме да станеме дека многу важно е да го применеме во пракса. Да, мали на сите, значи не е многу значи кога има некој кога сака и да ти слушне, да кажеш. Направи. Е така. После ово 9-годишно образование, одбират и уште поголеми успеси на клиничките делности да доживеат. Што повеќе такви наставници продаваат се од себе, внесуваме некои новини што стvarно се